Македонија може да храни 60 милиони народ, а ние увезуваме 100 милиона евра. Тоа значи дека пазарот има потреба за уште да се раѓаат, нели, микро, мали, средни бизниси во делот на високата финализација на храна во Македонија. Многу енергетичари од Македонија, да не речем професори по енергетика, не сватија дека можно е да постои зелен хидроген во 2020 година. И направено видео сторија од термален извор, термална бања, римска, па потоа турски амам, некаде во Источна Македонија, се не ми текнува каде, еден од бања со најголем процент на минерали во Европа. Цела Македонија. Сакам да кажам, изградена и уште стои во зидините стари, у тие зидини е цела Македонија е ризница. И ние не ја знаеме. Јас денеска дознав дека ние имаме таква бања некаде во некоја планина. Во Макнамара студијата. И имаше американец, влогер кој што дојде да ми ја покаже на мене. Јас се сметам себе за човек кој што е прочитал Македонија. Дали со новинарство, дали со други активности. Така. Значи, тоа не знаеме ние да го искориме. Македонија, во Макнамара студијата, во времето на Благој Попов во 60-тите години, Македонија се нарекува ризница. Значи, каде и да прокопате, ќе најдете археолошка, историска граѓа од огромна вредност во Македонија. Значи, таму во таа студија е проценето дека Македонија може да храни 60 милиони народ. Денеска, со овие високотехнолошки достигнувања, Македонија може да храни преку 100 милиони народ, а целосно да ги задоволува потребите за храна од сопствено производство, а не да увезува $1.000.000 храна. Замислите, увезуваме 100 милиони евра годишно кондитори. Имаме пченица, најубавите колачи, најубавите сладки се наоѓаат во Македонија. Европа 90 и кусур проценти е извоз. Земете витаминка прилеп, земете ја винчини. Ние сите производители на кондитори ни се преку 95% извоз во странство, а ние увезуваме 100 милиона евра. Тоа значи дека пазарот има потреба за уште да се раѓаат, нели, микро, мали, средни бизниси во делот на високата финализација на храна во Македонија. И најголемиот ресурс во тој дел е човечкиот потенцијал. Затоа ние велиме нулта стапка на одоначување за прв пат како партија. Значи, излеговме со понуда, односно како коалиција Храбро за Македонија, со нулта стапка на одоначување за високо интелектуален, иновацијски, информатички и високотехнолошки знаења во една посебна високотехнолошка зона во Велес на 10 хектари покрај Вардар. Витез зона ја нарековме, Велес иновацијска, информатичка, технолошка зона, каде што со нулта стапка на одоначување ќе се обидеме да ги привлечеме сите умови кои што ни отидоа по белиот свет да работат за туѓи бели дворови, но и ќе вшмукаме се што е високо интелектуално од регионот и ќе работат на проект Фабрика на иднината. Патем на тој проект работи еден од најисторините универзитети во Мелбурн во Австралија, високотехнолошки универзитет, каде што со Центарот за иновации и дизајн, каде што двајца наши членови, двајца професори, значи раководат во тој проект. Имаме подпишано и меморандум со тој центар. 100 милиони евра годишно има со Сименс договор за работа на Фабрика за иднината и тие се подготвени, ако им дадеме вакви услови какви што бараат, да донесат дел од тие средства да се работи на Фабриката на иднината во Македонија, во ова Витез зона, и од тука се раѓа Вардарската силиконска долина. Внимавајте, тоа е една висока генерална цел, но е иновацијска инвенција и е многу реална и многу известна. Имаме во рака каде што државата што треба да даде? Треба да даде само 10 хектари и да ги создаде условите за да може со законска регулатива да биде, нели, целиот тој процес заокружен и ефектуиран. Значи, секогаш сме биле пред времето. Ако сакате на минатите избори, ние први излеговме со идејата за брза железница. Ја презема Србија, значи мудри народи кои што размислуваат, вредни народи, веќе ја имплементира брзата железница до 220 километри. За мудри, за народи, за вредни народи, ние имаме друга ситуација кај нас. Вучич ја притисна владата да и она се приклучи пред, не знам, ланската година
вербално, нели, декларативно кон проектот за брза железница од 220 км, значи било можно. Че ние сме имале визија пред времето, пред другите во регионот. Не велам дека презеле од нас, но ние сме имале визија пред нив. Земете ги, извини. Да прашам, сакам гледачи. Земете ги сателитите, земете ги. Ама и сега сакав тоа да ги прашам гледачи. Вие кога рековте првиот сателит македонски во да го испратиме, многу тоа најде на подсмев, да. И така натаму. И сега сателит испрати Албанија. Сега само Босна испрати. Црна Гора, Словенија. Само да илустрирам вака како изгледа тој сателит, тој е колку чаша. Сателит што го испрати Албанија. Тој е колку чаша. И го испратија на SpaceX. Го испратија за 25.000 30.000 долари, не знам колку беше. Платија толку платија. И го испратија. Имаат присуство. Сега има нанотехнологија, сега се веќе напредни технологии. Токав е сателитот. Толку не чини еден пратење годишно. И сега нас не пристапи момче кој што тогаш беше на докторски студии во Франција, астрономски студии, и дојде со заокружен проект. Кај мене во ресторан дојде со заокружен проект за македонски сателити. Ја виде нашата платформа и рече, еве ви го, не треба воопшто да размислувате. Цел проект имаше Made in Macedonia. Рече, ке ви го отстапам, реализирајте го. Тоа момче не знам каде е сега, веројатно има завршено докторски студии во Франција, но се појавија уште многу други кои што работат патем и за НАСА. Значи ни пристапи првата македонка, нели, аналоген космонаут, 28 годишна од Кичево, наша македонка, прва во целиот регион на Југоисточна Европа која што веќе со НАСА работат на тоа. Значи ни пристапија многу млади и внимавајте, после нашата идеја за тој да се отворија 7 или 8 програми во основните училишта во Македонија, каде што огромен интересот на децата за астрономските студии. Че ние покренавме таа иницијатива и тој бран отиде без разлика што може би некој не ја прифаќа на поспешлив начин и така натаму, тоа нас не е обесрабри. Господин Ристовски, ние едноставно трагедијата на нашето општество е во тоа што секоја прогресивна идеја или секоја идеја што нуди нешто што е движење во правецот на модернизација, кај нас е нема шанси и на подсмев. Кај нас е трагедијата што ние немаме оптимизам како народ кај себе. Не веруваме во собствените потенцијали и можности. Не веруваме во творечката енергија на нацијата. Тоа подсмевот кој што го доби проектот за македонски сателит е индикатор на тоа. Ние како општество немаме во себе верба дека можеме да го направиме тоа. Зошто може Албанија па да го направи? Ама науката требаше да излезе и да каже, дали знаете, со македонски сателит ние стануваме апсолутен суверен на целата територија и на македонското небо, и на секоја точка на границата во Македонија, и на 100 метри под земја знаеме точно што има во Македонија, знаеме точно што се случува на нашите граници. Значи, тие информации што се добиваат од сателитот вредат пари. Која наука, господин? И владата ќе биде суверена во тој дел. Октроирана наука во Ману. Таа наука да излезе. Многу енергетичари од Македонија, да не речем професори по енергетика, не сватија дека можно е да постои зелен хидроген во 2020 година. И тие не критикува и не напаѓа, за да денеска веднат глава кога ќе ме видат. Значи, можело да постои зелен хидроген. Дали знаете дека со хидрогенот Македонија може да стане не само увозник на струја, него Македонија, како што е сега, него извозник на струја. Со хидрогенот, внимавајте, со овие подземни води што ги имаме. Ако хидрогенот е следната нафта, онда можеме да бидеме. Дури и сега со најнови технолошки линии, последната генерација на електролиза, има нова генерација на термолизери, но има и four stage thermal plasma процес се вели, каде што со лазер се двои водата и се создава енергија од хидроген. Се произведува енергија хидрогенот, од него нормално енергијата и така натаму. Македонија, значи, може да стане и извозник на струја, и знаете што тоа значи? Целосно ќе ги задоволуваме домашните потреби за струја од хидрогенот. Тоа што значи? Сите ранливи категории на население кои што во посебен закон ќе ги собереме, заедно со сите пензионери испод 25.000 денари, на почетокот по пензионерско семејство, но утре по лице. Значи, тие ќе можат паушал струја да плаќаат. Ќе си купи ваучер 10 евра струја
и кога ќе ја потроши ќе си докупи 20 евра струја. Зошто Евана да му наплаќа дупло, тројно за ставки за кои што никој не знае зошто се во сметката за струја? Па дури да дојдеме во една За трансфер. шизофрена ситуација да денешните сметки за струја кај тие што повеќе трошат повеќе да плаќаат за оние кои што воопшто не плаќаат во Рачиново, Сарај и не знам каде. Тоа е толку шизофрена ситуација и ние тој монопол на Евана ќе мора да го коригираме како систем. И зато не само тој, и Телекомот исто, и комерцијалните монополизирани банки и така натаму. Значи ние имаме многу работа. Сите монополи ќе мораме да ги ставиме во ред. Не може во економијата монополска позиција е кривишно дело.